Добро утро ви посакувам и од мене овде во вториот дел резервиран за тема на денот, разговор со моите денешни гости. И денеска ви ветувам убава дружба, интересни гости кои во наредните еден час со нив ќе разговараме на една навистина интересна тема, односно институција. Први да ве воведеме во темата за да видите за што конкретно станува збор, па нешто подоцна ќе ви открием и со кого на оваа тема денеска ќе разговараме. Црвениот крст на Република Македонија е доброволна, масовна и независна хуманитарна организација на граѓаните на Македонија и действува и работи како невладина и непартиска организација и како единствена организација на територијата на Република Македонија. Црвениот крст на Македонија е формиран на 17 март 1945 година, а како самостојна невладина организација делува од 21 мај 1992 година. Од Меѓународниот комитет на Црвениот крст е признат на 1 ноември 1995 година, а во Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина е примен на 27 ноември 1995 година како 169 членка. Во текот на изминатите децении, оваа организација многу пати ја докажа својата хуманост и солидарност. Основни задачи на оваа организација се помош на националните друштва во исполнување на програмските активности во случај на катастрофа, координација на активностите по меѓунационалните друштва и координација на активностите со меѓународните организации. Највисоко раководно тело на Црвениот крст на Македонија е Собранието на Црвениот крст кое брои вкупно 75 члена. Мандатот на членовите во Собранието е 4 години со можност за повторен избор. За извршување на секојдневната оперативна работа, Собранието формира стручна служба која ги врши стручните, материјално-финансиските и административно-техничките работи. За управување со стручните служби се избира генерален секретар. Членовите на Црвениот крст на Република Македонија, опфатени во подмладокот и младината, се организираат во Младина Црвениот крст на Македонија. Учеството на младите во организацијата се регулира со правилник за организација и работа на младите на Црвениот крст. Имено зачетоците на Црвениот крст датираат од 1859 година, кога Анри Динан по битката кај Солферино го организира локалното население да им помогне на ранетите. Денес ширум светот работат 189 национални друштва на Црвениот крст. Ете така, тоа ни беше прилогот кој ќе не воведе во денешната тема, а денеска мои гости и мои соговорници со мене во студиото се Иле Митковски, секретар на Црвен крст од Куманово. Добро утро. Добро утро за сите гледачи на К3 телевизија. Така, со нас тука и Раде Ристич, лидер на младите во оваа институција. Добро утро и за тебе. Добро утро од мене. Како се чувствувате ово утро? Многу пријатно. Така. За вас можеби не е проблем да станувате волку рано, сепак имаме интересна тема да разговараме со вас. Раде како лидер и вие како секретар, погледнавме од прилогот за оваа институција, од кога и како во Македонија. Меѓутоа, она што нас не интересира е од кога во Куманово. Еве вие како секретар може да ни кажете за почетоците и развитокот на оваа институција. Значи, непосредно по формирањето на Републичкиот Црвен крст, истата година кон крајот е формиран и официјално и општинската организација на Црвен крст во Куманово. Зборувам за податоци кога, например, е официјализирано. Инаку, активисти на Црвен крст работели пред тоа, има одредени податоци, меѓутоа сето тоа е навистина ептен волонтерски и нема некои големи записи. Затоа и ние ова година славиме 70 години од постоењето на Црвениот крст на Република Македонија, кој подоцна ете и се осамостои во да кажам единствен Црвен крст. Општинската организација многу убаво од прилогот се гледаше дисеминацијата и на централата и слично. Исто така има собрание, извршен одбор со председател моментално така, токму тоа ми беше следното прашање, каква е структурата, од кои се одбори и членови се состои? Сега по статутот ние имаме 15 основни организации. Тоа се од разни области, од стопанство, од здравство, од локалната самоуправа, од невладиниот сектор. Значи ние сме широко отворена организација
И од сите тие основни организации имаме делегати во собранието. Собранието брои сега 23 члена. Од тие 23 члена се бира извршен одбор од 9 члена и исто така председател и подпредседател. Моментално ни е доктор Нухи Јусуфи, председател на Општинската организација на Црвен крст, кој воедно и подпредседател на републичко ниво на Црвениот крст на Република Македонија. Значи, застапени сме во сите структури на централата, бидејќи тоа е и начин како да се умрежуваме. Големината и јачината на акциите на Црвениот крст доаѓа баш од тоа умрежување. Вие можете да имате добра организација во Куманово невладина, ама немате во Штип, немате во Велес. Значи, Црвениот крст ја покривам, да кажам, скоро целата територија на Република Македонија, не само вака на папир, туку на вистина и со активности, бидејќи широк е лепезата на дејностите со кои се занимаваме. Вие во прилогот нешто спомнавте. Мислам дека од текот на разговорот ќе дојдеме да кажеме за со што се занимаваме. Така. Младите сили можеби се најважната алка во Црвениот крст и затоа постојат и најголем број на волонтери и членови таму. Како е да се работи со нив? Прекрасно е да се работи, меѓутоа моја желба е да немаме толку млади во Црвениот крст, да бидат сите вработени, па да бараме од тогаш од вработените, да кажам, активисти, а сигурно пак ќе имаме, затоа што имаме примери кога луѓе се вработуваат, па повторно се членови и многу активни во Црвениот крст. Од само таа причина, инаку мислам дека 90% од активностите на Црвениот крст ги вршат токму клубот на млади и младите активисти и волонтери од Црвениот крст, секако и добар дел на мотиватори за крводарителство во одредени средини кои ни се потребни за да можеме да организираме акции. Инаку сите акции што ги правиме се поврзани со активностите на младите, плюс тоа тие сами имат некои акции, така да мислам дека тоа е се испреплетено. Тоа е еден феномен кој тоа е и јачината на Црвениот крст. Не случајно ние сега сме веќе организација од многу отворен тип и правиме анкети за собствените вредности веќе десетина години и имаме резултати дека не препознаваат граѓаните, по што не препознаваат? По пружење на помош, по крводарителство, по основните дел, по катастрофи, кога е помошта при катастрофи. Така да тоа и е суштината за постоењето на Црвениот крст и идејата на Анри Динан да се помогне таму, тогаш било за војна, потоа се прошири и кога имаме страдања од катастрофи, природни, вакви и такви, така да не можеме да го оставиме населението без помош. Како оној кој што секогаш е тука за да ги води е Раде, ти си лидер на младите во оваа институција. Како е да се работи, да се усмеруваат, да се насочуваат и од кога конкретно ти си лидер и што значи, што е суштината на оваа функција? Јас сум лидер веќе година и неколку месеци. Прекрасно е да се работи со млади луѓе кои се желни да помагаат, кои имаат волја за работа. Едноставно е, комуницираме преку Facebook група, кога имаме некоја активност, објавуваме за таа активност, кој кога може се пријавува, одбираме волонтери. Во моментов имаме околу 50 активни волонтери, но кога и да ни е потребна поголема бројка, секогаш можеме да ги најдеме. Зошто баш во Црвен крст се одлучи ти? Едноставно ме привлече дејноста прва помош. Така. Уште од основно училиште ги гледав општинските надпревари, ги гледав показните вежби, некој ми изгледаше тоа интересно и се одлучив да отидам таму, но сега веќе сум вклучен скоро во сите полиња на активностите. Така, на 8 јуни ќе ги замолам од режијата доколку може да ни пуштат инсерти кој што беше одржан општински надпревар за давање на прва помош. Еве конкретно ти беше таму и да ни објасниш повеќе за што конкретно станува збор и кој се зеде учество на овој општински надпревар. На овој општински надпревар учество зедоа две средни училишта, едно основно училиште и екипа на клуб на млади.
Така, што Технички. конкретно значеше ова? Па овие надпревари се организираат за што поголем број на млади да бидат обучени за прва помош. Едноставно да знаат како да изреагираат во вистински ситуации доколку има потреба. Така. И оваа помош е секако на првична помош која Прва помош е првичната помош додека да стигне екипа на Екипата, да. брза помош. така и сепак е некогаш туку речиси во многу ситуации знае да спаси живот без разлика за што станува збор. Еве овде од овие инсерти гледаме има ли заинтересираност еве од средните училишта, ти како млада личност препознаваш ли некој заинтересираност конкретно кај нив? Секако оваа година само од нашиот клуб обучевме околу 30 волонтери кои беа претежно нови, нема доволно познавање за прва помош, но сега покрај општинскиот надпревар има можност да се обучат. Голем дел од нив и веќе учествуваат на надпревар, така да се подготвени да даваат прва помош. Колку време е од прилика, ако може да ни кажете, се потребни за тие обуки за да знаат како да ги направат? За соодветна обука месец до месец и половина. Тоа е некој Тоа е временски... почетна обука, инаку материјалите секогаш има и новини во тоа, така да се иновираат на одредени повреди како се справуваме со нив. Мислам дека баш и рече лидерот дали има интерес кај младите. Мислам дека таа спрега со училиштата и слично можеби во последниот период и не е најдобра. Јас ќе кажам и зошто. Ние по некоја законска регулатива имаме можност да даваме, да обучуваме кандидати за возачи за прва помош. Меѓутоа, тренутно во Куманово, ние таа работа ја работиме можеби испод 1%, 90% ја работат одредени други, да кажам, носители на такви права. Меѓутоа не се од Куманово, а законот вели дека треба територијално да се настапува. Не ни нешто функционира и мислам дека таа работа ќе треба малку да се исправи, затоа што кандидатите за возачи, фер надпревар е секогаш добар, кандидатите за возачи пред законот одговараат кривично доколку не пружат помош на преенастрада на патот. А се поминува сега без обуки и слично, без навистина да се запознаат тие луѓе, меѓутоа страшно е што никогаш повеќе нема некој да земе литература за тоа и да прочита. Многу е битно да на таа возраст. Дури мислам дека и не треба да се чека самото полагање, дека со образованието треба да се направи еден таков, да кажем, програм кој би овозможувал, не е тоа редовни часови, например, цела година, меѓутоа, еве, за сите ученици, средношколци, во трета година или во втора година уште може да се почне, барем тие 2 години, втора и трета, да можат да бидат обучени за прва помош. Тој веќе кога ќе дојде, не може тоа баш у еден ден, 2 дена да се научи. Може да му се предаде, ама баш да го научи, подобро е, како што рече и лидерот, месец и пол до 2 у таа пролет да се стават такви часови редовни, кои ќе допринесат за една општа култура кон ова. Многу убаво рековте, кога прашавте, многу зависи како ќе се пристапи. Тоа не е медицинска помош. Меѓутоа, некогаш сакајќи да помогнеме некому, а од незнаење, правиме такви, да кажам, работи да може некој да остане инвалид и слично и да му одмогнеме, наместо да му помогнеме. Многу е лесно кога знаете да направите нешто, ама кога не се знае, а се сака, може да дојде и до несакани последици. Од таа причина, мислам дека и локалната самоуправа треба малку може да се вклучи во таа работа, тоа не се големи средства, за да не може да се обучат тие ученици. Второ, би имале екипи во секое училиште, кои ако
сме перманентно таму присутни. Значи, ќе имаме екипи, може би не мора баш у пролета, може у есен да се обучуваат, така да имаме ни целиот период додека се на училиште, екипи спремни во секоја смена, доколку се случи некоја повреда во училиштето, да има кој веднаш да помогне, и мислам дека и од персоналот може да бидат обучени. Ние обучуваме, сега и законот го вели тоа, меѓутоа не е тоа работа која ќе ја научиш еднаш и ќе ја знаеш цел век. Мора да се освежува, тоа ми и муабетот. Мислам дека баш за такви екипи и слично кои ќе треба да помагаат, ќе треба освежување. Затоа е добро да се стави тоа на некој начин, не е тоа редовно, нити оценки ќе добиват, ама да бидат едуцирани учениците, дели тогаш и професорите, и сето тоа би било на едно повисоко ниво. Памтиме години кога сме имали повеќе екипи и ќе кажам и како организација, доколку имаме голем број, сите тие што полагаат за возила доаѓаат кај нас, ние ќе имаме можност и финансиска и организацијска да и сами настапуваме по училиштата како и што сме настапувале. Сега сме малку притиснати со тоа и не можеме баш да онака како што на вистина може да се направи таа работа, да. Кој се може да стане волонтер во Црвен крст? Постои ли некоја постапка која што се спроведува за да се стане волонтер или член на оваа институција? Значи има голема разлика меѓу член, волонтер и активист и што ја знам. Кога си член, значи и не мора многу не мораш да имаш волонтерски часови, меѓутоа пак тогаш си дел од собранието, можеш да бидеш биран, можеш да одлучуваш за сите акти кои се донесуваат. Ние, значи, редовно носиме програми, извештаи, месечни, годишни, 3-месечни. Сега сме по организација на работа, беше спроведено Меѓународната федерација, 50 и неколку прво беа пријавени држави од светот, само Македонија, значи Црвениот крст, да се пофалиме малку, Црвениот крст на Република Македонија ги помина сите тие проверки и добивме титула која во ноември месец треба изванично да добиеме како таква силно друштво, значи силно национално друштво. И пријатно е кога ќе кажете од цел свет само ние. Не дека ние можеби сме подобри од Германија и од Америка, ама од многу, како Италија, како Австрија, како слично, кои се многу појаки финансиски и слично, ама уделот на организацијската поставеност, покриеноста со литература, преведеноста еве кај нас и на јазици, ние како општинска организација еве за програмите, за извештаите ги правиме на македонски и на албански, затоа што имаме членови од сите категории. Ние тоа не го сматраме за некоја должност, него треба така и да си е. Значи да го осеќаш, тоа баш не правиме тука разлики и имаме, значи од тој аспект зборувам, значи членот е вклучен во сето ова што го кажува. Волонтерот и не мора да е член. Он сака да помага, например, во социјала. Да се прибират облека, да се тоа складира, да се среди, да се оди на собирни акции. И он може да има од 2 до 10, кај нас некои волонтери и повеќе часови неделно, меѓутоа со 2 часа неделно он се веќе стекнува, например, некој назив дека е волонтер во Црвениот крст на Куманово и Република Македонија. Исто така имаме и мотиватори, например, крводарителот. Крводарителот е дарител. Так. Ама и тој не е активист у Црвен крст. Затоа што, бидејќи водиме евиденции на повици, на слично, кога има апели за помош, ние се обраќаме до тие луѓе, имаме, значи, секојдневна комуникација, доаѓаат, имаат одредени потреби и тие
на некој начин морате со целото тоа членство и ние, ако прашат некој колку сте во Црвен крст, ќе помисли дека сме една организација барем од 100 луѓе кои така настапуваат. Ние сме 4 запослени, јас сум секретар, имаме клуб на млади кои се сите волонтери и тоа е тоа. Во одредени периоди, кога се кризни ситуации, се собират и поголем број на помагачи и слично, кои помагаат на Црвениот крст, не туку на преку Црвениот крст, се сигурни дека помошта ќе стигне на вистина она што е донирано до капка да стигне таму каде што е било наменето. Да. Так. Лидерството Раде сигурно носи дополнителна одговорност и мотивација плюс за работа. Како е кај тебе? Во почетокот беше малку тешко. Како ќе биде, што ќе биде, но сега веќе после една година искуство се е лесно. Имаме добар тим на млади кои прво се само иницијативни, даваат предлози за разни акции, разни активности, бараат обуки, едноставно се активни. Сега во летниот период малку сме така послободни и правиме повеќе обуки, летни кампови, правиме се што можеме повеќе за мотивација, за да продолжиме со полни батерии од септември. Така. Учеше ли еве конкретно ти од некого или пак можеби искуството кое веќе го имаш, спомна една година, ти помогна да се достигнеш до оваа функција во која што си сега, односно раководиш како лидер? Секако учев и претходно и се уште учам и ќе продолжам да учам. Во секоја, да кажам, тешка ситуација имаме координатор на клуб на млади кој ни помага, секретарот секогаш е тука за совет, за помош. Имаме координатор на млади на Црвен крст на Република Македонија, за сите млади од Македонија, така да имаме доста помоши од централата, од организацијата, никогаш не сме сами. Никогаш не сте сами? Има и многу обуки, значи за лидерство, за одредени области, се преку годината, поготово летниот период се организираат кампови. Ние ќе проговориме сигурно и за идните активности, таму ќе ги кажеме. На вистина не може некој да ради рече една година, но он пред тоа исто така работела. Една година е веќе како лидер. Он отслушал одреден број на обуки за лидер, одреден број на вештини, така да од тој аспект не можете, ако го оставите сам човек, мислам, тоа како да сте го осудиле на таа работа. Добро е да има координација, што рече, не е проблем. Имаме и координатор на млади, кој е спој меѓу вработените и младите, за да не биде веднаш, знаете, некогаш ние повозрастните може би делуваме и престрого, имаме и други идеи, можеме да пресечеме нешто и слично, што не е добро, кај нас тоа и не е може би баш случај, ама може да се случи. Во тој аспект имаме и координатор на млади и мислам дека тоа функционира добро, затоа што доколку не функционира, ние полека кај ќе ги изгубиме тие луѓе, нема да можеме да ја вршиме функцијата. Инаку и за не само за лидерите, туку и за останатите членови, не можете вие да пратите на крводарителска акција ако не сте го обучиле. Не можете да пратите на било која контакт со граѓани ако не ги обучите тие, да има пристап, да е представителен, како ќе се однесува тој тогаш кога влегуваш како Црвен крст меѓу граѓаните, веќе не си име и презиме, него си представуваш некоја организација и мораш да доследно да изгледаш така, да се однесуваш така, за да не се изгуби имиджот кој го има Црвениот крст на една доброволна волонтерска организација и организација која помага на граѓаните и нема багаж. Така. 14 јуни се одбележа Ден на крводарителите. Нашата екипа беше на крводарителската акција во Кокино. Да ја погледнеме како помина акцијата, па се враќаме назад да поразговараме.
родители дадоа свој придонес во акцијата што денеска се одржа во природа, во прекрасниот амбиент на селото Кокино. Крв даруваа представници од неколку граѓански здруженја од општината Старо Нагоричане, но се приклучија и жители. Оние кои беа присутни на манифестацијата велат дека денот го искористиле да направат хумано дело, но и да се релаксираат во недопрената природа и да прошетаат до прочуената обсерваторија стара 4 века. Само за крводарување. Од хумано. Инаку вработен во општина Старо Нагоричане, колегијално организирано да даруваме крв за секој живот е драгоцен за. Јас тука имам голем број на пријатели, роднини и така натаму и денеска е особена чест, денеска е светскиот ден на Црвен крст, така да по тој повод, нели, сме денеска тука и даруваме крв. Па по 5 пати давам крв, крводарител сум. Па така, добро е да се помогне. Оваа акција Црвениот крст ја организираше по повод Светскиот ден на Црвениот крст. Ова акција се организира по повод 14 јуни, Светски ден на крводарители. Пред се организира тука поради актуелноста на Кокино, затоа е одбран денот недела, бидејќи луѓето доаѓаат, користат викенд прошетка и воедно даруваат крв. Инаку акцијата се организира втора година поред во месецот мај, кога календарски се одбележува овој датум. Овој пат беше поместена поради настаните кои го зафатија Куманово на 9 и 10 минатиот месец. Ете така, тоа беше крводарителската акција во Кокино. Вие секако бевте таму, погледнавме дека и Раде беше таму. Зошто се одлучивте за овој потек, односно крводарителска акција во природа? Па, по сегашните некои препораки на Оделот за трансфузија, и башно отворено и не е дозволена акција, меѓутоа ние користиме одреден објект кој е во приватна собственост, меѓутоа е комфорен за самото дарување на крв, значи се дава во просторија која има 3 излези, можеби на некои места и не сме имале баш толку, таму имаме и мислам дека единствено е проблем на отворено кога се прават акцији контролата на оние што дале крв, да се тука барем половин час, за да не се случи нешто, ете му се слоши, па нема кој да му помогне ако не е под контрола. Инаку беше многу пријатно на акцијава, ова ние како од прилога што се чу и втор пат, луѓето сакаат да излезат во природа и вака во недела и мислам дека ни се погоди и денот, и светскиот ден и времето и една изморедна акција, 40 луѓе даруваа крв, тука беше да не кажеме и општината Старо Нагоричине, организатори се Коледари, друштвото Коледари, општина Старо Нагоричине и секако подршка од Црвениот крст. И малку е напорно да се работат такви акции, затоа што мора да нашите активисти малку повеќе беа ангажирани, меѓутоа сето тоа изгледаше онака како што треба и помина во најдобар ред. Кога сме веќе кај крводарувањето, да кажам дека ние редовно одбележуваме и 17 март, денот на крводарителството на Република Македонија и денот на Црвениот крст на Република Македонија воедно е. И тогаш доделуваме награди, некоја година ги делиме на 14, некоја на 17. Ова година беа поделени на 17 март. Тоа се традиционални награди за 5, 10, 25, 50, 75 и 100 крводарување кога се јубилејни. Таквите крводарители добиваат дипломи. За оние од 50, 75 и 100 одредени и подароци, така да, мислам, не ги оставаме луѓето да не, барем до толку можеме да кажеме, да се заблагодариме за не себично е кога има, еве и на оваа акција имаше луѓе кои 97 пати, 110 пати дарувале крв, 110 пати, тоа значи 45 кила крв дал. Тоа е една него пола тежина, да кажеме, машка.
Тоа се луѓе кои навистина не бараат многу, он е хуман и сака да даде крв, меѓутоа сакаат да се дружат, на такви средби си прикажуваат, се ете на некој начин што, кој, докаде, како, и со работа, и со едно, и со друго, и навистина е многу е добро. Имаше некои држави во Европа кои поминуваа на платено крводарување, меѓутоа сега се сите вратени, затоа што може би изгледа така дека е посредено, меѓутоа ќе му притреба некому крв, а тој што треба да даде, денеска не му се дава крв. И е многу тешка таа работа, или пак од социјалните структури кои не се така добро стоечки, идат во еден град, па во друг град дават крви и се случуваат и немили настани. И затоа се одлучуваме на вако еден систем, кај што ќе има 100% контрола, кој кога дал, што дал крв, за да може навистина да се внимава, да не е тоа многу често. И една проверка е за тоа, секогаш го кажувам, значи крвта која се зема, најпрво се проверува тој што е крводарител, дали има притисок, дали хемоглобинот е добар, слично општото здравје, дали пиел лекови претходно или не, за да не му се земат џабе. И кога веќе се земе флашата, таа иде на испитување, на заразни болести, на брза некоја си метода да покаже, например, ако нешто да покаже, се испитува и тогаш, доколку има индикации, се вика повторно крводарителот за комплетна анализа, значи се грижи општеството за тој човек, а секако дека и бенефициите кои сега не изгледаат така страшни кога е човек млад. Меѓутоа, кога ќе дојде во години кога се повеќе му треба медицината, тогаш со 10 крводарувања има бенефиции за бесплатно лечење, за операции, за да кажам болнички денови. Потоа мислам дека бргу ќе дојде и до еве и лековите да не се плаќаат, така да сето тоа се на некој начин некои делови кои го тера човекот да го засака. Кога неколку пати ќе дадете крв, тогаш веќе и не мора никој да ве тера. Тогаш самите... Да, сам сака да иде. Друго, еден со друг, тоа почнува уште во средните училишта. Така, дали... Ајде пак на акција и тоа е тоа. Дали еве Раде како млада личност досега даруваше крв, колку пати имаш? Секако, дарител сум уште од трета година во средно, досега веќе имам 9 пати дарувано. Моите другари, активисти кои се полнолетни, сите даруваме крв, машки, женски, не правиме разлика. Користиме акции на кои учествуваме, даруваме крв, дополнуваме. Дарувањето крв се разбира носи секако придобивки за себе, меѓутоа освен за себе, за сопствениот организам се помага и на другите. Не може да се замисли здравството без крв. Не е уште заменета крвта. Инаку малку сум луд што само Раде го прашавте за Не, разбира. за дали давате крв. Мислам дека баш тоа е тоа. Кога вака викаме платено, тога знаеш за кого даваш. Така. И е незгодно. А ние вака кога даваш крв, даваш на невидено. Така. И воопшто не е моја работа да знам кому е помогнато. Само знам дека се Некому е помогнато. Некому е помогнато. Со една флашичка на крв, сега се делат дериватите, минимум тројца се обслужуваат болни. Значи, у просек. Значи, сите понапред, може би пред 30 на години, се давало целата крв. Сега веќе тоа не се работи, значи крвта се за одредени деривации, се вадат елементи по елементи и она што му е потребно на пациентот, тоа и го добија. Значи, од таа флашичка нема на еден да се дава на неколку, друго понапред се даваше и од нулта на негатив на сите. Сега не, од група за група имаме крводарители, функционира тоа на ниво на Република во околу 55.000 веќе 5-6 години е така, тука некаде сме и ги задоволуваме сите потреби. Има проблем е што ни
поради, да кажам, технологијата на работа со крвта, ние сме лимитирани да правиме помали акции. Многу е полесно да правите голема акција, можете и некои спонзорства да добиете и слично, иако, например, Куманово може да направи акција со 500 крводарители. Ама, крвта која ќе биде соберена, ако тоа 3 града го направат, многу е тешко да потоа ќе дојде, не може да се употреби. Так. И затоа сме принудени да правиме поситни акции, почесто, што нам ни прави, например, цело време сме ангажирани, и мислам дека не е толку страшно, меѓутоа е на некој начин ќе дојде време кога, ја секогаш кажувам, веќе овие западноевропски земји имаат далеко поголем процент од нас на крводарување, а немаат бенефиции. Он ќе појде на одмор, вика, прво ќе дам крв, си запишал на ливче, ќе дам крв, па ќе идам на одмор. Таму за зимување пак, ќе дам крв, ќе идам на одмор 2 пати годишно. И сега, ама вика, ние имаме луѓе, навистина има рекордери кои даат 4 пати редовно годишно. Тоа се луѓе за почит. Меѓутоа, доколку сите здрави во Македонија, па сигурно имаме способни, барем 1 милион способни, кои можат да дадат крв. Не мора сите, половина, нека дадат еднаш. Тоа е 500.000. Тоа значи не мора една десетинка, треба. Многу е битно да е широка лепезата на крводарителите. Значи, ние во Куманово имаме во евиденцијата од 2008 водиме електронска евиденција, некаде преку 3000 крводарители. Така да, тоа е голем број. Навистина за респект. Так. Не е тоа мал број, а градот е 100.000. Кога уште 3.000 би давале на тоа, ќе немаме кај крвта да оди. Така да некогаш и акциите ги лимитираме, да не биде многу големо и слично, и така. Многу е битно да остане крв на доброволна основа и да навреме се спремаат мотиватори. Значи и во училиштата соработуваме. Да, токму тоа сакав да ве прашам, во текот на додека трае учебната година спроведувате голем број на крводарителски акции. Ти како лидер меѓу младите сигурно се наоѓаш таму. Како е да се работи, еве, со нив, да се мотивираат? Задоволени ли си ти од тоа што тие го пружаат, односно од заинтересираноста за дарување крв? Повеќето средношколци се лажат, да кажам, за 2 слободни дена, но штом, како што каже секретарот, еднаш даруваме крв, потоа му е пријатно. Едноставно организмот си бара да се дарува крв, се навикнува на тоа и нема проблем. Така, можеби тие наоѓаат шанса, како што рече ти, во тие 2 дена, ако даруваат крв, да се спасат од училишните обврски. Така, воедно и прават хумано дело, спасуваат човечки животи. А и видиш, тоа е исто како не знаеш да пливаш, па почнеш да пливаш и потоа ти е пријатно. И ова е, прв пат мислиш дека е тоа нешто многу страшно, дека не знам што ќе се случи ако дадеш крв. Тоа е едно пријатно чувство, затоа што, ете, ќе дадеш крв и гледаш дека ништо не се случило, после 6 часа, со малку течности, си истиот човек, сите тие, за можеби ден, 2, 3, други химикали што треба да бидат како резерва, се надополнуваат и тоа не е ништо страшно. Дури еве во Русија сега, кај нас е 4 пати за мажите, 3 пати жени може да дадат крв во тек на една година. Така, да не забораваме да споменеме, годишната возраст е од 18. Од 18 до 65. Кај русиве, значи мажите може да дадат 6 пати, жените 4 пати. И тоа медицински си работат, уопште не е страшно, тоа не е. Ние сме, значи, задачата на Црвениот крст е мотиваторството и организацијата на крводарителските акции, инаку имаме изморедна соработка со трансфузија, тоа се стручно се работи, например, полно пат имаме пие лекови и доаѓа и лекарите му велат, бидејќи си пиел антибиотици, у задни 15 дена не можете да дадете. Ама секретаре да ургирате или да ургирате да дам крв, ќе дадеш крв и ќе го фрлат. И зошто си го давал? Зошто си дарувал ако тоа нема да се искористи? После 15 дена отиде у трансфузија, дај крв. Уопште не е страшно. Или доаѓат оние па што се тие рекордери, наприл 65 години и малку, уште сака да дава. Како да направи? Можеби тоа е нешто по кое се водат, еве, дарував сега 60 пати, можеби по тоа и ќе ме знаат, а не по хуманоста која што ја прави.
Не, бројката не доаѓа. Никој кога Да. почне прв пат да даде крв, не планира дека ќе даде толку. Така. Еве, ја не сум планирал, па се направи бројка. Многу години. Јас имам обичај да кажам, кога ќе сретнат во град и сите ви викаат здраво, полно луѓе мислат дека се популарни. Ама само си остарел, не си многу популарен. И ова е исто. Никој не планира кога. Треба цело време само да си здрав. Така. Тој што дал 80, 100 пати, 120 пати, значи бил цело време здрав. Он не може, ако бил болесен, имал операции и слично, како може да ја направи таа цифра? Значи, прво е добро за него. Бил здрав и давал крв. Значи, цело време некој го проверува, крвта му е добра, слично, така да на некој начин со самото тоа и он се челичи. Вика, добро е, и си дава крв. И така се стигне до одредени цифри. Цифрата не е мерило. Јас пак ќе кажам, значи, еве, нека дадат 10% од дацијева, веќе е готово. Претеравме. Така. Претеравме, нема кај да го... не треба многу пати да се дава крв. Мислам дека јас сум давал и по 4 пати годишно у оваа возраст, ама мислам дека секој може 2 пати годишно да си сам да си најде. Термини кога сега и трансфузијата ни е обновена, па е и попријатен амбиентот за дарување на крв. Инаку, мислам дека од искуствата од централава од Скопје, во поголемите центри, можеби во идниот период, ќе треба да се направат клуб кај што ќе се дава крв. Од која причина? Кога човек оди да дава во болница, кога влегува, прво има анимозитет према болница. Так. И дека нешто, не секој сака да влегува во болница, ако не мора. Друго е, ако е тоа некаде у централно градско подречје, поминувајќи тука, ајде, од кога не сме дали крв, ќе даде крв, тоа имаме у Скопје, у Даре Џамбаси, кога почна беше помогу, сега веќе има добра бројка дневна на дарување на крв и тоа е значи култ правиме, култура према крводарувањето, нема потреба од големи акции и слично, секој ден оне што му треба, еден доктор, сестра, таму секогаш мора да се има, значи луѓе кои можат да го направат тоа и тоа е навистина нити е приметно, нити е многу е поедноставно. И може би тука близко и кафе, ќе си седнат после на кафе и се е завршено. Кога влегуваш во болница е малку потешко и од тој аспект луѓето организирале акции. Не отиде периодот кога сега училиштата остануваат, што ги спомнавте, кога се организирано. Така, најчесто 2 пати во годината. Да, 2 пати во година и тоа се големи акции. Имаме школи кои по 100 пати, 100 на акција дарувале. Меѓутоа, организациите поранешни, сите имале во запослените задолжен за крводарување, многу лесно била координацијата. Сега и немаме такви предпријатија, приватни се, тешко оди со тоа, бидејќи нема вишок на работници, па тоа да го искомпензира. Реална е таа слика и затоа луѓето си даваат како здруженија, како рибари, како колетари, како што ја знам, имаме од многу политички партии, да не заборавам и тие се активира полека, така да воопшто не е проблем од аспект на бројката која ни е зацртана, значи секоја година се остварува, дури имаме периоди, има периоди летен и веднаш по нова година, кога е нели малку морт сезона и тогаш поголемите центри правиме по некоја акција вонредна, за да не дојде до недостаток на крв, инаку има периоди кога не викаат, баш кога се училиштата и слично, намалете малку активност, да се стопирате, за да не се случи да имаме повеќе крв од потребно. Така, освен овие активности, погледнавме 14 јуни имавте крводарителска акција. Што друго конкретно ќе спроведе Црвениот крст и каква е вклученоста на младите во овој нареден период? Па јас би прв почнал тука, значи овој период
ова пролет и тоа што не планиравме, го работевме, имавме право поплави. Така, Многу е тешко да се справите во ситуација кога на луѓе навистина промптно им треба веднаш. Ако не му дадете веднаш нешто како помош, потоа не вреди да му давате. Так. После месец дена ти носи му што сакаш. Он му треба тој ден. Значи Црвениот крст со таа причина и е многу експедитивна организација. Ние во првите 24 сата, во првите 48 веќе на терен и одговарате на тоа што е потребно. Значи ни се случија поплави, одговоривме на тоа. Ни се случи немилите настани на 9 и 10. Ние исто така од 11 на 9 бевме веќе пункт го споставивме пред Црвениот крст и оние семејства кои дојдоа, не дојдоа многу, 3-4 семејства, и тоа имаа каде да дојдат и да бидат упатени ако нема смештај веќе со со координативното тело при локалната самоуправа. Обезбедивме во училиштето во Банево Трво Христијан Карпош, така да имаше една фамилија само на спиење, меѓутоа мора да имате пункт обезбеден. Потоа собиравме, значи, за помош за ова население. Собиравте кога беа, како што јас паметам, и помош за поплавените во Србија, што не значи дека сте ограничени само на овие граѓани кои што живеат тука. Не. Значи, баш тоа е, пак ќе кажам, јачината на Црвениот крст. Сем што сме во нашата држава умрежени. Ние сме умрежени у целиот свет. Кога одредено место ќе му се случи несреќа, проценката на базичниот Црвен крст е дека може сам или не може сам. Доколку не може сам, тој прави апел за помош. Кога има веќе апел, настапуваме сите. И во рамки на наши можности обезбедуваме одредена помош. Тоа се случувало и кога беа поплавите у Албанија, поплавите у Србија, кога беше у Бугарија поплавите, кога имаше цунами, кога сето тоа се нема граници за несреќа. Еве сега со мигрантиве, ние гледаме дека нешто се случува. Не треба некој да ни кажува да ја работиме таа работа. За да работите. Ние се трудиме да помогнеме она што е најнеопходно во тој момент да го пружиме за да не страда тој на кого таа помош му е потребна. Инаку не сме ние нити задолжени социјалата да ја решаваме, нити сме катастрофите ќе ги решиме како материјални ресурси. Има државата елементи како си делува. Меѓутоа, многу е битно да не се створи паника во тој период. Значи, таа првична помош допринесува баш за смирување и на население и на слично, за да види дека некој се грижи за нив. Многу е страшно, еве, кога имаме пожари на одредена куќа. И сега, тоа може би индивидуално и не изгледа страшно за целиот град. Меѓутоа, за тој човек е тоа светска катастрофа. И ако ти тој ден не му пружиш нешто, он остане гол. Ништо. Нити има облека, нити има храна, нити има ништо. Значи, за такви работи многу е битно претходно да си спремен и да имаш ресурси, да можеш да помогнеш. Од тој аспект и изборував дека Црвениот крст не можете да го оставите сами на си, он мора да има некои извори за да може да обавува таа функција. Нас не ни треба, јас си кажам, ние многу сме малку и запослени слично, не сме некоја организација, не знам како волонтерски, меѓутоа треба гориво, треба организација, треба, еве, цел ден ќе го ангажирам тој волонтер. Еден доручок треба да му даде. Така. Не можете да го оставите цел ден без водичка, без ништо. А сето тоа е трошок. Не дека нема хуманост, значи има хуманост и кај организациите и слично. Меѓутоа, многу е лесно да си хуман у голема држава. Многу помалку бара, таа повеќе дават.
Ние сме у таква држава каде уште сме далеку од, да кажам, социјална голема сигурност и слично, затоа што економијата ние Таква толку каква што е. таква каква што е, немам ништо. Значи, мора да се развиваме повеќе, да е, многу е полесно, ако сите се ситуирани, па некој поради одредени неможности, останал работно неспособен, на тој навистина треба да му помогнеме, да му помогнеме како што треба. Да не да имаме вистинска социјална карта и слично, за да може на тие луѓе да се помогне и тогаш кога ќе има повеќе почнува да заживува кај сите овие предпријатија таа општествена одговорност и слично, ние имаме веќе донатори од поголеми калибри, да кажам, кога даруваат по 50.000 евра јорганчиња за градинки. Така. Од фирмата Кофи Ангел, од Прилеп. За цела Македонија, за градинките даде јорганчиња. Тоа вака изгледа за едно јорганчи, не е многу скапо. Ама кога ќе поделите 10.000 јорганчи, тоа е навистина многу е голема сумата. По 5 евра, да? Толку е. Еден дел имаше и за детско оделение. Да, и за детско оделение во болница. И не само тоа, значи и нашиве организации од Куманово гледам сега кога беа за поплавите, така, се собира од големи 250.000 евра, колку беа. Тоа вака изгледа. Ако на вистина отидат тие пари, кај нас у Црвен крст, барем по тоа сме познати. Значи, тие такви средства одат на посебна сметка и не може да се користат за други намени. Тие мора да бидат дадени за тоа. Кога сите средства што се прибираат отидат таму кај тој што му е потребно, не е страшно. Али ако организацијата ги изведе повеќе отколку да се помогне, тоа навистина е тешко да. Затоа и велам дека на некој начин финансирањето треба да е вон ова, за да тоа не смета на ако се собира толку уште и да додадеме малку можеби, а не да од тоа се одзима, кај нас барем тоа не се случило. Така, вие бевте тука во најтешките моменти не само за нас граѓаните во Куманово, што се случуваше 9 и 10 мај, тука беа и поплавите. Еве, Раде, ти како лидер сигурно беше дел од сите овие активности. Какво е чувството дека некому си помогнал, си му пружил помош, си му подал пријателска рака тогаш кога му било најпотребно? Дали можеби кај одредени активисти кои што се сепак млади луѓе постоеше некоја доза на страв или на нешто затоа што сепак знаеме каква беше ситуацијата на 9 и 10 мај? Напротив, секретарот беше против тоа млади додат таму, но ние бевме толку заинтересирани за тоа, што едноставно можеше да се согласи со тоа да одиме таму на терен. Така. Немаше страв, имаше голема желба за помош. Немаше некој, да кажем, на национална база некој омрз такво нешто, значи заедно бевме македонски волонтери, албански волонтери, имаме и албански активисти. Сите бевме заедно. Сепак сплотеноста е најбитниот момент во такви тешки ситуации. Пријатно е чувството кога ќе отидеш таму на терен, кога носевме, имаше и у прилогот се гледа, и сега завршуваме со возилото го испраснивме и треба да го препаркираме. И одиш пред продавничка и прашуваме дали може тука. За Црвен крст нема проблем. Знаете, тоа можеби изгледа вака ситно, меѓутоа тоа кажува колку луѓето има доверба. Ако нема доверба у тебе, ќе каже, се извинувам, знаеш, имам, сега ќе ми дојде роба. И нема да можеш да... Ова е нешто друго. И тука е, можеби кај овие катастрофи, тоа го кажувам, најголем проблем имавме да објасниме на луѓето кои се јавуваат, дека влегување додека се действија на терен на действија е дозволено само на Меѓународниот комитет на Црвениот крст. Ние не можеме да влеземе во сопствена држава. Ние може у мисија да одиме у друга држава да влеземе. Тоа е принцип на Црвениот крст поради незафаќање на страна. Кога си внатре од таа држава, може би некој ти симпатичен, некој не ти симпатичен и баш у најнезголен момент ти да покаже страна, што не е добро.
Од тој аспект, значи ние можеме се што ќе направиме, ама влегување и, например, да излечеш некој слично, го работи само Меѓународниот Црвен крст, така да тешко се објаснува тоа на луѓето. Знаеш, у тој момент како ќе го објасниш? Мораш многу внимателно да го кажуваш тоа. Не можеш да му кажеш, ми не сме за тоа, ајде, чао. Затоа што не е добро, не е така, значи мора да му објасните на човекот дека не ни е мисија, би сакале да можеме, ги упатуваме на тие што можат и слично, и тоа е многу е тешко, значи да не можеш да помогнеш во даден момент. Инаку би кажал дека и ова младиве просто не може да ги задржите у такви кога се веќе ситуации тие и големо е пријатно е чувството. Сепак и тоа ги тера да останат тука. Кога ќе помогнеш некому и гледаш таа благодарност и слично тоа е тоа. Сепак тој е еден збор благодарам, фала, значи многу. Секој хумано дело за нас е нова мотивација да продолжиме понатаму. Так, да работите што подобро и да помогнете што повеќе. Во последните денови она што сите не зафати беше уствари се уште е присутна ситуацијата со мигрантите во Кумановскиот регион и тука бевте вие да помогнете. И уште ќе сме. Така, и секогаш ќе бидете тука да помогнете. Нашата екипа беше на акцијата, да погледнеме како помина акцијата и се враќаме насила. Црвен крст Куманово донираше помош во храна и пијалоци за измачените мигранти кои поминуваат на автопатот што води до српската граница. Нашата камера ги запраша за нивната голгота, а сите зборуваа во еден глас дека бараат спас од ужасната војна во Сирија. Видно исцрпени од возењето велосипед ни раскажа дека еден ден и тие ќе имаат среќа да заменат во западните земји. Одам во Германија, затоа што во Сирија е многу опасно. Сакам да учам факултет и се надевам на подобар живот. Секретарот на Општинската организација Црвен крст Куманово истакна дека во наредните денови акцијата за давање помош на мигрантите ќе продолжи. Господин Митковски, денес сте дека во хумана мисија на некој начин давате некоја минимална скромна помош за мигрантите кои поминуваат на овој автопат. Конкретно за што станува збор? Еве, од вчера и денеска почнуваме со Неготино, Велес и Куманово, значи направиме 3 пункта како Црвен крст, за да на тие луѓе кои транзитираат по автопатот на некој начин да не бидат уценувани и слично. Ние она што можеме, најосновното водичка, верувам дека до понеделник ќе обезбедиме и други некои продукти кои може да им се даваат како двопек и слично, за да може колку толку на луѓето да не ги оставиме на милост и немилост на да не кажам банди и слично кои наоѓаат во се трговија да прават, им препродаваат, им нудат не знам по баснословни цени вода и леп и слично. Ова не е Тур де Франс, ова е Тур де Македонија на мигрантите кои во надеж за подобар живот транзитираат низ нашата земја кон западноевропските држави. Ете, помина и таа акција, Црвениот крст беше тука и за мигрантите кои како транзит зона го користат Куманово за да дојдат до некоја европска земја. Вие бевте тука, помогнавте пред се со храна и пијалоци. Тоа се изнемоштени луѓе кои патуваат долг пат. Какво е чувството еве да се помогне баш на ваквите луѓе? Чувството е во прв поглед кога ги видите, добивате чувство на жал, едноставно гледаме како возат по пеколни сепак е летен период. Со избушени гуми, со расипани велосипеди, меѓу нив има и жени и деца. Кога видов дека имаме вода, дека им нудиме вода, не знам како да сме им понудиле богатство. Ни се заблагодарува во наредните 5 минути. Затоа што сме им пружиле вода. Некој од нив има и потреба од прва помош. Што бевме во можност им помогнавме, им пруживме, прашуваа каде се наоѓаат, како да продолжат до Србија. Тоа им беа најчесте прашања. Да не заборавиме да споменеме пред да се одјавиме и да се навратиме на оние активности. Кога е во прашање помошта, вие секогаш сте тука, меѓутоа тука сте и за дружба. Ако не се лажам, 8 јуни беше
или не знам сега да не погрешам точно кој датум беше, имаше спортски игри во Струга. Така учествувавте и вие. Каква е дружбата да се дружите, сепак добивте и некои дипломи од таму и зашто конкретно стануваше збор? Ова е втора година како учествуваме на тие спортски игри. Во главно сте организирани од клуб на крводарители. Учествувавме воопште, се воде како мини олимписки игри, имаше влечење аже, шутирање тројки во кошарка, трчање 100 метри, скокање во вреќа, стони тенис, пикадо, фрлање ѓуле. Беше убаво. Имавме и спортски дел, и забавен дел. Имаше исто така јадење шампита, што беше доста интересен дел. Едноставно. Дружба и забава со останатите млади од Црвениот крст кои постојат во Македонија. Пред да се одјавиме, да не забравиме да спомнеме збор 2 и за активностите кои што ве очекуваат во овој нареден период. Па, значи, најповеќе овој период ќе се задржиме, мислам дека со мигранти веќе потрае ова, доколку еве вчера имаше седница на влада, каде што за да се реши овој проблем, измени на законот, мислам дека тоа е во прав правец и вистинско решение, за да им се регулира престојот и брзото заминување. Тоа е едната работа, потоа ни престои организација на летен камп, нашите младинци веќе на кампот на ПХБ работилницата и на кампот за лидери се повикани, така да, значи, летниот период ни служи за обуки и ние тоа ќе го направиме, подготовка на екипата за прва помош на државниот надпревар во Крива Паланка ќе биде ова година, така да тоа се крводарителски акции и ете го, летото и не е долго како зимата. Мислам дека сето тоа ќе допринесе да еден подготвителен период за да веќе од септември тргнете со нови сили. Ви благодарам што ова утро бевте со нас, ги доближивме сето она работа која што ја спроведувате вие. Всушност има и многу граѓани добиено помош од вас. Се надевам дека во наредна прилика повторно ќе дојдете тука кај нас за да споделиме уште многу вакви убави акции. Благодарам на поканата, секако ќе се одазвеме секогаш кога ќе бидеме повикани. Така. Тука ќе се одјавиме, ни заврши и ова издание на утринската емисија Нов ден. Повторно се дружиме утре од 7 до 9 часот. До тогаш имајте убав ден и од мене.